Законот за правична и соодветна застапеност со неколку мали доработки предложени од Венецијанската комисија го подготвува владата пред да биде доставен до собранието во 2026 година. Но на пратеничките прашања во последниот четврток од годината, ова прашање стана тема на дебата меѓу власта и опозицијата. Пратеничката од ДУИ, Рина Ајдари, му постави прашање на премиерот зошто балансерот бил укинат уште во првите денови од мандатот на владата. Se balansuesi ishte therë në sy për të gjithë shumicën parlamentare dhe keni hequr që nga fillimi I punës tuaj në ekzekutiv. Si mund të hiqet aq lehtë një element që ka garantuar përfaqësim të drejtë në punësimet e qytetarëve dhe mendoni të jeni pra të perceptoheni si I barabartë në sytë e qytetarëve duke propozuar ligje të tilla ose duke mbështetur ligje të tilla, sepse për fat të keq ka shumë kontradikta e paqartësi në këtë çështje, kaq të ndjeshme për qytetarët, por edhe shqetësuese njëkohësisht. Премиерот Христијан Мицкоски одговори дека граѓаните треба да ја знаат вистината дека владата на ДУИ и СДСМ препорачала укинување на балансерот и дека поради тоа ДУИ им должи извинување пред се на албанските граѓани. Мицкоски изјави дека законот за правична застапеност, изработен од оваа влада, се подготвува според методологијата за членство во Европската Унија. Невистина е тоа што го кажавте околу балансерот? Зошто? Затоа што вашата влада, во која што вие бевте дел, во која што прв вице-премиер беше Артан Груби, во која што ДУИ беше силен коалиционен партнер, донесе одлука да се избрише балансерот како алатка, бидејќи го надминал своето време. И второ, Уставниот суд, во кој што денеска седат суди, избрани од претходното мнозинство на ДУИ и СДСМ, донесе одлука каква што донесе, која што вие ја коментирате, и невистинито кажувате дека на говорницата дека тоа било одлука на оваа влада. Тоа не е точно. Предлог законот за правична и соодветна застапеност на почетокот на декември доби позитивно мислење од Венецијанската комисија како закон што не е во спротивност со уставот на државата. Сепак се уште не е познато кога ќе биде доставен до собранието за да влезе во процедура. Овој нацрт закон, изработен од владата, представува замена на балансерот, кој повеќе од 2 децении служеше како метод за избор на вработени во јавната администрација врз основа на етничката припадност. Ова честопати беше злоупотребувано од апликанти за вработување во јавните институции, кои се пријавувале по друга етничка заедница од онаа на која навистина припаѓаат.